Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела. Денес е понеделник, но денеска е и 1 април. Денот кога се лаже на големо. Конкуренцијата помеѓу политичарите е голема. Кој македонски политичар е најголем шегаџија според вас? Да не речеме лашко. Кој најмногу ветува, а не исполнува? Дали им верувате на ветувањата? Но да побегнеме малку од политиката. Она што сега го сакаме денес, вон политиката да ни откриете и дали денеска ве излажа или вие излажавте некого. Како и да е, денес е апсолутно ден на шегата, така да верувам дека сте во добро расположение и во такво расположение ќе бидете дел од ова 1 априлско издание на Црвена линија. Оно што никогаш не се менува, па така и денес за 1 април имаме анкетно прашање за оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, доволно е да не заследите и веќе да кликнете на Инстаграм стори. Кој најмногу лаже во Македонија? Тоа е оно што денес ве прашуваме. Имате 3 опции за одговор. Под А – политичарите, под Б – рибарите, под В – медиумите. Каде ќе кликнете, тоа ќе биде вашиот одговор и секако пресметано во проценти по рекламите, конкретно ова денешно издание на Црвена линија ќе бидат соопштени и резултатите. Верувам дека сте подготвени, оние кои што редовно не следат и учествуваат, верувам дека и веќе го имаат врака телефонскиот апарат, па завртете 02 307-0005. Напомена до сите оние, па дури и оние кои што подзабораваат да го сторат тоа, секако не е шега кога ве замолуваме да го намалите целосно тонот на телевизорот. Да зборуваме јас и вие само преку слушалка и секако да не се користи интерфон или спикерфон. Како да е, така најдобро ќе се слушнеме, ќе нема никакви пречки, нема да се губат секундите, се разбира во тоа дали се слушаме или не, а кога сме кај секундите, секако да ве подсетам дека и задолжително е се разбира да внимавате и на тајмерот, 90 секунди е време траењето, токму од тие причини го објавуваме на екраните за да можете да го мерите времето на излагање. Не сте лимитирани, кој колку сака може и репете, секако сите сте добре дојдени во Црвена линија. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, па време е да почнеме со ова 1 априлско издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Најверојатно имаме молку од другата страна, се уште не сте активирани и еве денес со оглед на тоа што за 1 април е долга традицијата, ќе дадам една напомена да не заборавите секако и вон политиката да ни дадете одговор како ви започна овој денешен 1 април, дали некој со вас се пошегува и секако дали вие се пошегувавте со некого. Ајде да видиме дали имаме гледач. Најверојатно имаме веќе. Добар ден. Добар ден, ако сум јатина. Да, вие сте и не е шега во Црвена линија сте. Па и не е шега и од моје јавување. Па еве, дали денеска го одбележавте шегубино 1 април? Па не, нема кој да ме зафркава и да ме шегува, меѓутоа првин сакам на сите католици да му го честитам великденскиот празник и убаво да си поминат. Големо благодарам, еве и ние ќе искористиме преку вас приликата секако да го честитаме католичкиот Великден кој што се одбележа вчера. А еве, според вас кој политичар е најголем шегобиец? Шегобијат од политичариве нема, ама лажгов си е Зоран Заев. Ги излажа родителите на децата загинати во Смилковско езеро, дека ќе ги најде убиците за да добија гласови. Најголемиот лажго што постои во Македонија. Горе долу и другите. Според вас, еве одговорете ни на анкетното прашање, според вас во Македонија кој најмногу лаже, политичарите, рибарите или медиумите? Ја мислам политичарите, а после тоа рибарите, а новинарите не. Во ред. Дали имате нешто да им посакате на оние кои што треба да се насмеат денеска? Бидејќи сепак тоа е една крива која многу значи, насмевката. Па треба да се насме Ковачевски за све што направи Црнило во Македонија. Така.
Големо благодарам. Со вас го отворивме ова првоаприлско издание на Црвена линија. Секако ќе ви се заблагодариме за учеството и за вашите одговори. И се разбира оно што останува е дискусијата, односно вклучувањето на сите вас во живо. Па да продолжиме со гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Епа вака јас ја ќе кажем под да и под в. Политичарите и медиумите. На трето место се рибарите. Добро, тоа е во однос на анкетното прашање. Знам оваа работа. Политичарите тоа без конкуренција. Што лажат политичарите, така ја пратам политиката, па една цела книга од 1000 страници би сум напишал све. А најголема лага ми е Кочевска, што вице-председателката, што кажа 5% економијата ќе дигнала. Тоа ми е најсмешно. А еве кој од политичарите ви е најголем шегобиец? Па шегобијци нема, они на материјалното мислат само, знаеш, и тешко да најдеш. Од рибарите ќе најдеш шегобијци, ама од политичариве не можеш да најдеш. Они само паметот им е у парите, како да ги искрадат парите, и затоа не се интересни. Народот гледа и права будала ќе биде ако искочи на избори да ги гласува. А еве дали според вас политичарите умеат да примат чега на нивна сметка? Не. Добронамерна секако. Надмошни се, толку се само бендисани што... Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Понатаму продолжуваме секако со вас. Добар ден. Како и да е, ќе ве подсетам, еве, малку излеговме, се разбира, дона, пошто сме препознатливи, но секако курсот денеска е во однос на денот, кој што е години традиции назад препознатлив токму како ден на шекада 1 април. Ние немаме причина да ви речеме април или, на вистина ви се случува Црвена линија, но еве дали вие денес направивте април или, ќе видиме дали ќе имаме таков одговор од следниот гледач или може би гледачка. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. И до вас голем поздрав, Тина. Вие ни се јавувавте од Германија, така? Така е. Ете ве препозна. Во Германија како се одбележа 1 Поздравувам април? сите, од се срце ве поздравувам и го честитам денешниот празник на католиците кои го имаат. Така, голем поздрав до сите. Нека им е со среќа, Господ нека им чува. Тина, вака ќе кажам сега, најголеми лажговци се политичари. На прво место Зоран Заев. После и новинарите мрдат, пошто ја како пензионер ги пратам страшно сите емисии, поготово овие дебатни емисии. И гледам кој како работи и дали вистина работи или и тие не се искрени. Не, имам еве со оглед на тоа што редовно следите, според вас во Македонија постои ли политичар кој што е голем шегобиец? Постои. Димитар Ковачевски е најголем шегаджија, а и Зоран Заев, тие се браќа. Браќа оба двајца, близнаци. А еве какви се во Германија политичарите? Дали имаат смисло за хумор и знаат да примат чега на своја сметка? Се разбира добронамерно. А кога треба, кога е ден, примат тие се. Тие се коректни. Они се, како да кажам, викат германците гениш. Тие се на своје место. Секој им час. Јас сум задоволен. Така, благодарам, задоволни сме и ние што не следите процедури од Германија и активно земате учество во секој издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Голем поздрав до вас во Црвена Добар линија. ден. Добар ден. Па еве, дали некој ви направи денес април или направивте вие? Не. Јас сум жена у години и не можам да се занимавам со тие работи за април или. Тоа е за помладите луѓе. За помладите, они се прават чеги на свој начин, а најголеми лажговци у Македонија се политичарите.
лажат го народо, още од 91 година навага, нон-стоп го лажат. Па, чим има таков народ, што верува у нивните лажи, нормално е да лажат и они. А еве дали имаат политичарите смисла за хумор? Не, немат смисла за хумор. Они имат само смисла за пари. За хумор, и треба хумор на них. Они си имат смисла за пари и народо си го лажат како што сакат. Добро, имате уште време. Дали е тоа се или имате уште нешто да додадете? Па, јас мислам дека вај народ треба да се освесте дека е лажан од сите страни и да размисле што работи во иднина за себе и за својата држава у која што живее. Тоа значи дека овој народ според вас е постојано во април или расположение? Па, изгледа така е. Така, благодарам, еве дадовте прашање плюс со оглед на тоа што ги слушаме вашите одговори. Во таков курс ке се одвива секако и оваа денешна комуникација со вас. Слушнавте досега што кажа гледачите, па еве сметате ли дека некој од политичарите има одлична смисла за хумор, знае да биде добар шегаџија? Меѓу другото, дали ви се чини дека народот во Македонија е постојано во април или расположение? И еве да видиме според вас и на анкетно прашање, кој најмногу во земјава се шегува и лажа? Дали се тоа политичарите, дали се тоа рибарите или медиумите? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам најискрено, порано 1 април го чекавме да се пошегуваме, да се излажеме. Секој ден некој не лаже нешто. И кога ќе кажат, знаеш, колку лажат, леле па лажат, па уште и кога ќе се појават на телевизија, па кога ќе кажат, ви обезбедивме достоинствен живот, абе како така, леле колку убав ни е животот, просто да не веруваш дека те лажат, те гледаат и те лажат. Добро, не те гледаат директно преку телевизија. Инаку да ти кажам, лажат и рибарите многу, маж ми е рибар и секогаш кога ќе фатеше некоја риба, да речеме од 30 сантими, не 20-30, не знам колку, ме учеше мене како пред другарите да кажам дека била од 60 и лажат многу, ама тоа на никого не му штети, туку вие што лажат, таа тренческа, не знам дали смеам име да спомнам или не смеам. Еве, јас ќе побарам од вас да ми кажете, сметате ли дека во нашава земја политичарите имаат добра смисла за хумор? Не, каква смисла за хумор, па ти нас заборавивме веќе да се шегуваме, ние обичните луѓе, а тек тие буквалисти се, па не дај Боже да му кажеш нешто, одма ќе го свати сериозно. Значи, генерално заборавивме што е шега. Значи, јас гледам, те пратам на Facebook колку си ти интересна како личност за шегување, исто сум слична на тебе, сакам да се пошегувам, а луѓето не разбираат, па будала може ќе те направат некојаш ако се пошегуваш. Така да, политичарите не. Тие во трка за пари заборавивме, па и да се шегуваат. Поздрав многу. Благодарам многу за вклучувањето. Еве уште една идеја во која насока би можел да продолжи разговорот. Сметате ли дека полека ја губиме смислата за хумор и дали како народ заборавивме да се шегуваме? Дали политичарите имаат смисла за хумор, кој е најголем шегаџа според вас? И секако, еве, според вас, кој можеби најмногу е склон кон лагата? Дали се тоа политичарите, рибарите или пак медиумите? Добар ден. Добар ден. Ало, програма сум? Да, во програма сте во црвена линија. Повелете. Јас сум Ајановски Ташо, може да зборам? Секако, господине Сашо, повелете. Најголем шегаџе е овој Димитар Ковачевски кога рече како да ми го отпарат ножот со бугарското вето, вика, не го давам, ама стомакот ќе го распарам и ќе ги извадам цревата, демек, тоа Добро, сака да ајде да каже. ги користиме зборовите, бидејќи сепак ние сме емисија за целата публика, може би не гледаат и дечињата. Еве, во продолжение, сметате ли дека нашиот народ ја губи смислата за хумор и се помалку се шегуваме од година во година? Па, ние народот си сакаме хумор.
ко децата денеска април или јадаше децата. Така, некој ви направи ли денеска април или господине Сашо? Внуците, внуките. Така. Еве, може ли да ни откриете дали политичарите имаат смисла за хумор? Има, па ви кажав за Ковачевски, а рибарите, бил еден рибар кај мостот према Царина и фрлил трската. И кога му пропаднала тапата, тегне, кога извадил руска подморница. Благодарам многу, одлично. Благодарам за јавувањето. Ете малку во поинаков дух со оглед на тоа што денес е 1 април, ден препознатлив низ целиот свет како ден на шегата. Оно што не е шега дека вие ни се случувате, комуницираме, односно ова издание на Црвена линија, токму вие преку вашите одговори го креирате. Па ќе продолжиме и понатаму. Прашањето е, еве, дали политичарите во нашава земја имаат смисла за хумор, кој ви е најголем шегаџија меѓу политичарите, дали народот се уште ја негува традицијата за шегување, односно или полека ја губиме смислата за хумор. Добар ден. Дали сум на линија? Да, добар ден, голем поздрав до вас. Благодарам. Па, ќе почнам прво со шега. Значи, слушнаме са бајле дека ќе има пензија. Покачување 5,3 лага. 12,3 е покачувањето, кој не знае, април и лили. Сега одиме по темите. Најголемите лажговци во државата се политичарите, затоа што тие немаат време што друго да работат, освен да измислуваат случаеви и да го полнат сопствениот джеп. Ако не е тоа, тие не седат тамо каде што се. Другата категорија која што многу не лаже, тоа се, да речам, рибарите, ама само во понеделник и кажуваат дека уловиле најголем крап, најголем сом. Вие сте ни од Охрид, зошто само во понеделник тоа се случува? Затоа што во понеделник, во сабота и недела одат на лов, на риба, а во понеделник ќе дојдат на работа и ќе се фалат, леле, каква риба, ама ми се откачи џаул да ја носи, сум ставил мала јадица, се скина, да ставе поголема, ќе беше подобро. Се третата категорија ни се новинарите. Да ви кажам најискрено, новинарите може капа да им се симне, затоа што тие се меѓународни луѓе. Тие се со педигре да не лажат, да не заземаат страна, да не бидат политички определени. Ако сакат да не известуваат нас правилно како треба, не треба да зазема, а тие заземаат. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди, секако стануваме отворени и за повторно јавување и големо благодарам за вашето вклучување. Еве откривме од гледачот кој што редовно не следи ни се јавува од Охрид дека понеделник е денот кога можеби најмногу околу уловот лажат рибарите. Како и да е, имаме повеќе прашања кои што додоа следствено на вклучувањата на гледачите. Односно ви се чинили дека од ден на ден еве во земјава ја губиме смислата за хуморот. Кога веќе зборуваме за смисла за хумор, кој од политичарите според вас има најголема смисла за хумор? И секако, дали ви се чини дека можеби ние постојано сме од ден на ден во некакво април или постоење? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Политичарите, не ден? Па и политичарите се разбреве. Кои се најголеми шегубици? Имаме ли такви политичари? Имаме такви политичари. Знаеш кого? Амди Бајрам. Да, ве слушаме, продолжете. Амди Бајрам на СДС му даде со 5 гол. Па таа е шега, априлска шега е. И така и тој се... А еве, според вас, политичарите во земјава имаат ли смисла за хумор? Никако. Никако. А знаат ли да примат шега, да речеме, добронамерна секако? Каква шега, бе? Тие не се поличени, и знаат да се шегуваат, и ти знаат да...
Тие само ги интересира тоа што треба да видат. Само најинтересно ми е тоа што Амди Байрам им даде гол со пета на СДС. Тоа беше неверојатно нешто. А Тие еве, дали верува- ние како народ имаме добра смисла за хумор? Не. Добро, благодарам многу за јавувањето и секако за вашите одговори. Продолжете да не следите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме? Да, повелете. Видете, политичарите најкултурно, најпаметно, најумно знаат да лажат и да крадат. А знаат да лажат и швалерџите. Швалерџите, кој ќе кажам, за двете страни важи, и за женското и за машкото. И тие многу лажат. Кај на све е заснивано на лага, на пропаганда, празна пропаганда, на, како да кажам, на некој фолој, на некој подметање. Одржавава све, како да кажам, како да стоиме на една нога. И се тетерајме да не падниме, лево или десно. Според вас има ли политичар кој што е добар шеговиец? Ама и да е добар, ќе го расипа тие другите. Он ќе речи, добар, мајката, што правја? Овие ги полнат джебојта, а кај мене ги дупнале, нема ништо, празни се. И тој ќе се расипи. Не може да биде достани чист политичар, не може. Еден беше во времето Тито, тој беше чист политичар, остана чист и некој го критикува, многу бил богат, земало, не. Имаше само едно чебе и го остана Јованка, пошто немаше парно, па се виткаше со чебето. Само тоа го заштеди во животот Тито. Такви луѓе, ако има, државата... Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден! Добар ден, верувам не е шега да слушаме музика од другата страна, како и да е, иако е денес април и лили, сосема сериозни и со нетрпение очекуваме да видиме дали имате впечаток дека имаме политичари кои што имаат смисла за хумор или нема, тоа ќе кажете вие. Се разбира според вас кој политичар е најголем шеговиец и неминовно и со оглед на тоа што кажаа гледачите наназад, ви се чинили дека македонскиот народ ја губи можеби смислата за хумор, се помалку се шегуваме од година во година или напротив стануваме вистински шегаджи. Добар ден. Здраво. Здраво, одлично, еве ве слушаме. Види вака, за мене, иако не е македонец, али најмангуп испадна, најголем шегаджија. Со Бехтел и Енка нарочито батката, нездрави тоталка со она фабрикана за електрични возила, исто така нездравите исти батка. Инако неговото име као вице-премиер беше, не знам дали се уште држи таква титула, Артанчо Груби. Значи, не среди за веки и векови. Тие 2 милиарди евра, колку нам каки повеќе се заедно Ви со се тоа. чинили дека еве политичарите имаат смисла за хумор? Ви оставил ли некој политичар? Ако не, додека се власт, они, знаеш, как ги мангупи се, да немај каде. Ама кога ќе му ја земе силата, да речеме Миле Јанакиевски ќе го дам како пример, знаеш, кога беше у зенитот на неговата кариера, Миле ми рече, беше мангуп невиден. Сега, ова го стави во пилка, почна брада да пушта, почна да тажи, да жали. Ете, толку се они мангупи. Толку се они шаливджи. Знаеш, додека се на врвот, знаеш, од згора како гулабинек се пуштаат врз нас. Значи, некаде ќе седнеш у некој парк, така и они врз нас. Ја тераат работата, ајде да не го спомнам муабетот. Значи, а нашиот народ има ли еве смисла за хумор и тоа да прашам? Народов нашиот народ е набилдан до немај каде, али добра смисла за хумор имаше и Реджеп Тајип Ердоган у Турска. Поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден.
Јас ќе потсетам дека оваа дискусија и се она што ако не евентуално не успеете да не добиете во црвена линија, да го сторите и тоа преку коментари и споделување на социјалните медиуми, Facebook црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Дали денес некој ви направи априли лили или вие некому направивте априли лили? Да. Намалете го тонот на телевизорот. Тонот на телевизорот намалени, него тамо се меша некој друг. Јас се слушам, јас себе си се слушам, но како и да. Имат ли политичарите смисла за хумор? Слушам. Ајде, намален телефонот скроз. Телевизорот, телефонот, не. Кажете ми, според вас, дали ме слушате? Дали политичарите имаат смисла за хумор? Имаме ли политичар кој што е вистински шегаџе? Политичарите немаат никаков хумор ни на слух, ни на ништо. Тие се на нула. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Да. Најголем политичар е предавникот на социјалдемократскиот Зоран Заев и неговата компанија. Добра, и во однос на тоа колку можат ли да примат добронамерна шега нашите политичари? Во нашите политичари само од ВМРО се на Мицкоски и неговата компанија. Иначе СДС и Еве дали нашиот народ има смисла за хумор? Молим? Македонците дали се големи шегаџи? Македонците ништо не се сега. Така, благодарам многу за јавувањето и еве една напомена, остануваме оно што секако не се менува, дури никога е 1 април, да останеме доследни во однос на етиката која што ја има црвена линија. Ве замолувам, без етикети, без навредливи зборови, без говор на омраза, она за што зборуваме денес е всушност априли лили или 1 април, денот на шегата. Секако, за да се насмееме и да зборуваме за шега, постои смисла за хумор. Па ви се чини ли дека еве политичарите од тој агол, гледано од страна на тоа колку се шегобици, се шегобици? Има ли таков политичар кој што е голем шегобец? Имаат ли смисла за хумор? Знаат ли да примат шега на своја сметка? Се разбира добронамерна. И еве можеме и да проговориме дали секој ден во нашава земја е априли лили и колку ја имаме и ние како народ смислата за хумор. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Нека највеќе лагат политичарите. Од СДС. Не сите. СДС само. Јас писам дека највеќе лагат. И овај, сега, премиерот што замина, и сега лажи и овој премиер што е на ова, а ве сите лаковци. Еве кој политичар има според вас најголема смисла за хумор, голем шегаџе? Јас мислам кој ќе нај? Нема таков. Во таков фука. Ви се чини ли дека умеат да примат добронамерни шеги на нивна сметка? Има. Мира. Јас мислам дека ниједен политичар не може да лаже. Дојде на власт, може да лаже. Али такви лаговци нема како СДС. Јас мислам тоа е тина. Одавно тина. Поздрав, благодарам вам за денешното учество во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Не му беа доволно Ало? Да, ве слушаме, повелете. Не му беа доволни 11 години лажење. А што правеше ВМРО пред ова? Пред овие 7 години лажеше. Затоа остана и на власт. Ги дојсе и оние човечињата од пустеци, но тоа беше чиста лага. Значи ги шеташе низ Македонија, угоре удол, кај требаше. Значи лага. Политичарите се лажови, број 1.
А имат ли смисла за хумор, еве? Знаат да примат шега на смисла за хумор? Не знам, тоа е хумор веќе, црн хумор. Меѓутоа, на второ место од лажговците се новинарите. Мислам, не се новинарите толку криви, што лажат, криви се редакциите и уредниците, тие што му ги спремат вестите, што значи му велат ова ќе кажите, она ќе кажите, меѓутоа тие мора да си го вадат лебот и сега лажат. Нормално, натерани од некој таму повисок орган, си лажат. Така да, а рибарите се на трето место, веќе тоа и не се лажови рибарите, тоа чудо веќе ако ми излази сега. Нашиот народ, дали ви се чини дека ја губи смислата за хумор или стануваме се пошегобени? Не знам сега смисол за хумор, кој има и шо има. Па не како знам нација, еве, некој... како народ, дали сме шегобици? Па, сме шегобици, зошто? Така, благодарам многу за јавувањето. Инаку, легендарен из историјата шегубец бил Итар Пео. Па еве, дали сме го сочувале тој дух на Итар Пео како народ? Дали познавате меѓу политичарите некој што наликува како Итар Пео? Голем шегаџија. И секако прашање плюс, дали политичарите умеат и знаат да примат шега на своја сметка. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. И до вас исто. Дали има таков политичар? Нема сега. Таква позитивна личност веќе нема. Политичарите се се намортени, ако ги малку допреш само кај што ги боле, невистината, и од нас се мрстади, бегат, бутат новинари, бегат, неке да одговарат, неке да се пред новинарите кршнат. Таа е голема шега, како не лажат, како... Што да направат? Еве гледате, излажаат електрични возила, ке имаме, пак имаме 600 евра пензија, па оно 600 динара сега ги качија. Знаете колку е тоа шега? Тоа е лажење на километри. Па лажеа за друго, па лажат за Европска унија, колку пати излажаат дури од авионот, се јавија дека готово датата е договорено за да влеземе во Европска унија. И многу, икс лажи на километри. Тоа не се поправа. А да се позитивни и да се шегубици, нема таков. Таков нема. Еве, дали нашиот народ е шегубиен народ? Народот да. Ама и народот е потиштен веќе. Да, ама сега нема оно позитивно веќе. Волја нема луѓето. Потиштење народо. Со 12.000 пензии, што ќе прават? Кој ќе се насмее? Знае дека од 1 до 15 дали ќе искара. Нема такви веќе весели насмејани. Кога гледаш... Така, големо благодарам и вам за вашите одговори во ова издание. 1 априлско на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Еве, 1 април е, меѓутоа не е лажа што Тотал ТВ не ве пренесува. Зошто не ве пренесува, не знам. Дали не плаќа да сакаат да пренесуваат. А како не гледате вие нас, себе да прашам? Април или ли? Не гледате ли во моментов? Не, јас ве чувствувам, не ве гледам, него ве чувствувам. Не чувствувате. Еве сте почувствували ли некој политичар во Македонија да ве насме од срце, да е голем шегобиец? Какво шегобиност, какво насмевање, овие наши штетници само штета прават на овој народ, го уништија народ, ги уништија децата, го уништија земјоделието, го уништија стопанството. Мислам дека само тие треба да живеат. На нив си покажува 78%, а на работниците, на пензионерите, на докторите, на медицинските работници нула. А лажат покачувале. Значи, овие други баре 50 беа. 50 беше за владата, 50 за народот. А овие 95% за нив, само 5% за народот. Овие сега милиарди ги снема молчат сите, а другиве... А еве ви се чини ли дека политичарите му умеат да примат шега на своја сметка? Како? Умеат ли според вас политичарите да примат шега на своја сметка? Не секат тие да се на нивна сметка, ни сами да се шегуваат, не па друг да се шегува. Веднаш се лутат. Ова се ниско карактерни луѓе. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија и имаме гледачи кои што
знаат дека во моментот е црвена линија, па и да не имаат пред екраните, како што рече гледачот, не чувствуваат, па се вклучуваат. Секако драго ни е, продолжете така. Добар ден. Добар ден, да се доискажам сакам, ако Секако може. повелете. Благодарам. Така, прво, ниеден политичар не се обидел да се насмее. Меѓутоа сите се намуртени затоа што не исполниле до крај желбата која што ја зацртале. Значи не зеле онолку колку што треба. Шом треба да враќаме, значи тоа е нешто недостатово. Сега одека мене малку ми го буни паметот овие рибарите што една жена рече морала да го почитува мажот, а кај што лажи дека фатил голема риба. Да го поддржи. Тоа е права вистина и стварно во понеделник рибите растат, што се вика, од малиот прст до раменото. Значи, тоа е толку. Се ми беше зборот за околу новинариве. За мене, да ви кажам, најискрено жално е што новинарите да земаат страна. Свакоја чест и час, значи, има одреден број новинари кои што не се ни на една ни на друга страна и кога читаме нивни, да речеме, написи, се гордееме, затоа што го пренесуваат она како е кажано на одреден текст, каде што е, значи, има излагање на некој политичар или било кој тамо, значи, додека не можем да се сложам да има еден излагач на одреден предмет, а да има 10, значи, новинари и сите тие 10 новинари да имат 10 различни написи, а еден е исказот. Ја ми се чини дека тие новинари не го заслужуваат местото што го држат, затоа што... Благодарам за повторното вклучување во црвена линија. Еве, и практично можете да видите дека не сте лимитирани во однос на бројот на пати кои што ќе посакате да се вклучите во црвена линија. Секако некои во ова издание учествуваат и преку своите коментари, па така на нашиот профил на црвена линија заследете, ако не следите таму, како и секогаш низ фотографија се разбира ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Прашањето останува исто за оние кои што не следат на Facebook, односно кој македонски политичар е најголем шегаџија. Дали може да им покажеме на гледачите како изгледаме на Facebook? Ете така, па еве ги и првите коментари. Живка Гулева напишала: сите политичари се големи шегаџи. Бидејќи постојано лажат, не можам да издвојам. Сите се шегаџи. Бојчо Траковски напишал: не вреди да се разговара за нив. А Симона Мони Ристевска напишала: политичарите биле и ќе останат лажговци. Алија Ибраимовски напишал: сончогледите. А кој најголем шегаџија според вас, кој од политичарите би можеле да го наречеме вистински и тарпео, кој што има смисла за хумор, па слободно ќе кажам шармиве насмеал од срце? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во црвена линија. Добар ден, Тина овде Милена. Милена, голем поздрав до вас. Да, не се кријам, го кажувам името, се јавувам од Германија. Повторно од Германија. Драго ни е дека не следите од таму. Немој да ми се лутиш Априли Лили. Априли Лили може, зошто да... Априли Лили се јавувам од Скопје. Супер. А дали би сакале да се јавите од Германија? Да. Па и кажете ми, имаме ли вакви шегаџи меѓу политичарите? Тие, Тина, политичарите само за во джеп, па да, и они се шегуваат, да. Се шегуваат, ама само за во джеп да стават нешто. А умеат ли да примат шега на своја сметка? Боже пази, не, тие се само бендисани. Не, не верувам на ниеден политичар. А најмногу што излажал до сега е Зоран Заев. Еве, отворено кажувам. А еве, кога би зборувале за смислата за хумор, сметате ли дека нам секој ден не Априли Лили? Па секој ден не Априли Лили, секој ден не лажат. Секој ден. Добро, а како народ колку ја негуваме смислата за хумор? Не, Тина, изгубивме смисла за хумор, веќе сме сите потиштени, исцрпени од шегаџи, немаме сила веќе. Така, благодарам, еве, ова ни е нас денес првото Априли Лили, кое што ни го направија во ова издание на Црвена линија. Голем поздрав до вас, Милена.
Одеме со следна гледачка ми вела. Добар ден. Добар ден. Најверојатно Април и Лили ми направи одрежја, бидејќи ми најавија гледачка. Повелете, ве слушаме. Добро. Ами, да ви кажам право, денески сум најзадоволен. Си ја зедох пензијата со 50% покачување. И сум среќен. Дали тоа значи дека навистина го одбележавте Април и Лили денес? Да, 50% имам пенсија плюс. Па ви се чини ли дека политичарите имаат смисла за хумор? За хумор најголем за хумор ти е Зоран Заев, бо децата се колнеше дека нема да сменува име и што ти ја знам. Па од него пошегаджија хајма. Ама има Господ си гледа. А што се однесува до вашата тема, ви излажа никој не ми излажа, успеав да излажам како вас со пензијава 50% дека ми е зголемија. Би сакале ова да биде вистина, да стане вистина што поскоро, а еве како народ ви се чинили дека ја губиме смислата за хумор или ја негуваме се повеќе? Море, скроз ќе се изгубиме од овие 7 години. Овие дупка не напикнаа, да не можеме да мрдиме. И кој хумор појче, само се мислиме кога да се тарасаме од ним си велам. Друго нема чаре од овие. Тоа можам да ти кажам. Благодарам за се она што кажавте и сега кога дојде веќе времето за реклами. Ајде да видиме сега Инстаграмџи како одговорија на прашањето кој најмногу лаже во Македонија. Под А политичарите одговорија 81%. Под Б Инстаграмџи кликна 6%, односно рибарите, и под В медиумите 13%. Секако не е шега дека денес некој од вас ќе добие нова микропечка. Гледајте, заврти на Телма веднаш под црвена линија.